идејава е супер да се потсетиме и да ги сите што се случуваше и да ги потсетиме сите граѓани дека никогаш не треба да премолчат на ниту една неправда и дека секогаш треба да ја држиме таа линија на отпорот, линија на своите права, своите мислења и својот став. Додека бева овие на власт гроевистите, не се смеевме, идевме тоа шарена револуција да ги бутнеме, сега ми е многу убаво на душата и се смејам. Може да се смејам. Прв пат сум тука пред ова и пред собрание да не јадеме ќотек. Може да влеземе слободно, никој да не пипне. Тогаш јадевме ќотек со пендраци, јас бев и полиција и све. Сега ми е многу убаво на душата, да ти кажам право, стварно. Ке помине време ќе биде уште побаво. Зашто многу кратко време имат некои луѓе што не се уште така, знаеш, ама јас верувам дека ќе биде многу поубаво него што беше во времето на гроевизмот. Најточно е дека идеалите на шарена револуција се уште се живи и треба да се живи, затоа што шарената револуција не беше едно движење кое се формираше само да биде коректор на едната власт или на една гарнитура политичка. Идеалите на шарената револуција треба да бидат активни во секој момент кога ќе видиме дека принципите за кои што се боревме на улица се газат. 2 години после тоа можам да набројам многу позитивни работи, но не можам да кажам дека се решава по теркот или по темпото за кое што очекувавме. Знаете како, ние живеевме 11 години, бевме затворени во една безизлезна ситуација и нормално дека очекувањата на луѓето беа преголеми. Така да мислам дека индивидуално е секој како го гледа моментот 2 години после шарена револуција. Јас сепак би кажал дека на крајот е позитивен и е супер овој настан што се одржува денеска вака да се видиме, да видиме дека сме живи и да се гушнеме на крајот на краиштата, пошто знаете, шарената револуција не е единственото отпорашко дело што се има случајно во Македонија и пред тоа имало многу протести, имало луѓе што се кренале, но морам да кажам дека е една од најубавите работи што се случило, затоа што во шарената револуција покрај принципи борба имаше и љубов и разбирање и сето тоа.